Оно што го одбележа 21. век е IT индустријата, IT браншата, перспективната бранша, така некако му доаѓа, од неа ни доаѓа и нашата гостинка, тоа е Фросина Зафировска. Добро ви утро. Добро утро. Со една брзина се развива, се шири оваа бранша, така што претпоставувам дека ќе ни ги пренесете и новитетите од неа. Сузе Повели. Ти благодарам, Искра. Официјално добре дојде и добро утро за Фросина Зафировска, бизнис директор на новата IT Академија Growth Labs Academy, која што стартува со работа веднаш од почетокот на новата календарска година, а веќе во тек ќе бидат и уписите. Честитки и секоја чест за онаа неверојатна концепција која неофицијално вие ми ја презентиравте, но би сакала првично за идејата, од каде идејата за една ваква несекојдневна концепција која што кај нас досега не сум чула дека постои. Најпрви поздрав до гледачите и ви благодарам за поканата. Благодарам и за честитките. Да, ние интензивно се подготвуваме за почеток на Growth Labs Academy, како што кажавте, на почетокот на календарската година, и она што сакаме да го понудиме и представиме со концептот на самата академија еден сосема поинаков пристап, иако не е нешто што не постои. Академија има многу, неформалниот начин на едукација веќе одамна зема замав, меѓутоа Growth Labs Academy сака да понуди малку поинаков пристап, поинаков концепт. Односно, она што би кажала дека, еве вака за самиот почеток, е нешто кое што не одликува како академија, е најпрви интернационалната средина во која што ќе се изучуваат курсевите на академијата, именно покрај тоа што студентите ќе можат да учат комплетно онлайн, односно ремоут е академијата, групите на студенти ќе бидат интернационални, односно ќе може да имаат веќе почетно искуство во текот на самиот процес на учење со студенти, колеги од различни држави, што впрочем ќе ги подготви на еден начин на оној истиот сетинг како што се очекува да работат подоцна како нели IT инженери на реалните проекти во компаниите во кои што ќе се вработуваат. Од друга страна пак и самите ментори, имаме интернационален пул на ментори, што значи дека потребно е еве како прв предуслов знаење на англискиот јазик за да може сето тоа да се одвива, но целокупното искуство ќе ги подготви на еден многу брз начин да се вклопат подоцна многу брзо и едноставно. Значи, заеднички именител е англискиот јазик, познавање. Потребно ли е некое ниво на познавање на англискиот јазик за да може да стане еден потенцијален студент? Па јас би кажала да може да зборува добро и да може да пишува доволно добро за да може да се разбере, да ги разбере предавањето и да може да ја следи наставата, што значи дека ние не би барале сертификати за завршен курс по англиски јазик. Кој степен некој си така, меѓутоа нели во текот на самиот процес на селекција ова ќе ни биде еден многу важен сегмент да можеме да бидеме сигурни дека самиот студент ќе може да ја следи наставата и дека тоа нема да му биде понатаму пречка. Да. Оно што неформално додека разговаравме ми го кажавте и ми остави впечаток е дека не е потребно некое конкретно исто ниво да имаат сите студенти, туку секој стартува од нивото кое во моментот има познавања, така нели? Така е, токму тоа е уште една, да речам, уште едно бележје на новиот концепт кој што го нудиме, тоа се модуларните курсеви. Што тоа значи? Тоа значи дека секој оној кој што сака да направи трансформација на својата кариера и да започне од почеток, ние тоа можеме да го понудиме, односно може да си почне од самиот старт, каде што претходно нема представање и го започнува својот пат нели во новата кариера, но од друга страна пак секој оној кој што има некакво предзнање, без оглед на кој начин го стекнал тоа предзнање. Да речеме можеби самата почнала да учи нешто, можеби некој друг формален, неформален курс има земено или започнале со некаков формален тип на едукација и застанале до некаде и сакаат сега одново да почнат да ги освежат своите знања, но и да ги унапредат своите знања за да можат да почнат со работа во овој свет, ќе можат да преку најпрвен тест на евалуација да се утврди нивното ниво на знаење и да започнат со модулот од каде што застанале, односно од како е утврдено нивното веќе постоечко знаење. Одлично. На кои програми ќе бидете на почетокот фокусирани?
Најпрвен започнуваме со програмата на Software Development или развој на софтвер, и тоа во два сегменти, .NET и Java академиите ќе започнат во февруари, но веќе имаме интензивни подготовки на уште една академија за сајбер безбедност, така што ние очекуваме да имаме многу курсеви, различни курсеви, иако морам да кажам дека многу внимателно и со многу еден квалитетен пристап ги подготвуваме сите овие академии. Она што исто така би сакала да го надополнаме дека Growth Labs Academy е во партнерство со Code Fellows, академија која што веќе 10 години е лидер во техничката едукација во оваа сфера. За прв пат ги имаат курсевите во 2013 започнато во Сиетл и се први од овој тип на едукации, и нашето партнерство е особено во делот на курикулумите, односно целата програма, начинот на кој што е структурирана и кои се нели каква се содржина има целата програма, го имаме во партнерство со Code Fellows Academy, и тоа сметам дека е уште една предност, бидејќи особено внимание се обрнува на тоа каква е програмата, не само да ги следи актуелните трендови во поглед на развојот на технологијата, туку и она што доаѓа како идни трендови, нешто што е во блиска, но и подалечна иднина. Бидејќи целта на академијата е не само да ги подготвиме студентите да ја најдат нивната прва работа во IT индустријата, во IT светот, туку да ги подготвиме за успешно започнување на кариера, на една долготрајна и успешна кариера во овој свет. Така. Од она што следиме, а знаеме дека сиромаштијата завзема се поголем замав, не само кај нас, туку и глобално. На пазарот на трудот речи си да нема невработени луѓе кои се во овој сектор, во овој, да го наречам, бизнис. Што е најдефицитарно во IT индустријата? Кој кадар, кој профил на луѓе? Многу интересно прашање, бидејќи не може нели на прва да се каже што е најдефицитарно. Ова е индустрија во која што сите профили се многу барање. Се разбира дека целата индустрија си има и своји промени, трендовите се менуваат, вештачката интелигенција или да речеме data science како аспект е нешто што е многу барано во овој момент, но и многу други профили, но јас би кажала дека сите профили се барани со тоа што од друга страна пак кај сите профили она што е многу важно е постојано учење, постојано следење на трендовите и усвојување на нови знаења, учење па да речеме и на нови технологии, нови алатки, за да може да се биде во текст со сето она што се случува. Секоја чест, искра во наше време немаше вакви алатки, немаше вакви нешта. Се чувствуваш ли помалку ајде да не го речам, не е убав зборот фрустрирана, но јас морам да ти признам. Зборот тоа од фрустрирана. Добро. Не, фрустрирана, ама како шпанско село да ми ете така. Да. Има жилба да учиш нешто, бидејќи нас стравот не кочи секогаш, да. Но има други кои што ги бива за тоа повеќе и треба да им препуштиме на нив. Така е. Да. Долна граница било 18, ама горна не постои, така да знаеш, може и нас да не примат ако изразиме жилба. Така е. Па добро, за други професии можеби да речеме годините не се значени, подоцна се почне. Сега ова ако се нема подлогата на време, јас не знам како би се вклопиле. Да. Нели? Јас ме нервираат од ако практикуваме црен хумор, би рекла е сега за малце да не почнуваме, нели? Ама ајде да не биде на таа страна хуморот. Но Преска Славица се јави и рече сите имаме повик од горе, вика. Славица е легенда, зависи кога ќе одговориме. Така е. Да, малку се пошегувавме, се разбира и на наша сметка, често го правиме тоа, но вистина, човек кој учи, немате лимит, горен лимит до која возраст може да биде секој кој што сака да биде дел од вашата нова академија. Па да, нели си постојат одредени предуслови, како што го спомнавме, англискиот јазик, желбата за учење, значи да речам веќе да има одредени основни предзнања за да може да следи една онлайн академија, но веруваме дека нели со сите овие работи кога би били исполнети, кога постои добра желба за учење, дека тоа нема да биде никаква. Браво. Уписите, како што рековте, стартуваат од
Па да, веќе во следниот период многу брзо од денес стартуваат уписите, веќе ние на големо се подготвуваме за сето она што ќе следува, планираме во следниот месец или непосредно пред почетокот на академијата да организираме еден отворен ден во рамки на кој што ќе имаат можност сите заинтересирани да се запознаат како и со програмата на самата академија, на самите академии кои што ќе стартуваат, но и со менторите кои што ќе бидат дел од академијата, да оствариме малку еден поблизок контакт, да не запознаат, да ги постават сите прашања кои што ги имаат, за да можат да ја донесат одлуката да се приклучат на оваа академија. Посакувам многу среќа на сите оние кои што ќе се охрабрат и ќе се приклучат на оваа академија нова. Ние ќе ве следиме и се разбира некои новитети би промовирале и понатаму во новата 2024 година. Ви благодарам многу што ова утро издвоивте време и најавивме нешто вакво ново, убаво, револуционерно и нешто што сите нас помалку или повеќе искрено движи напред. И ние сме дел од светот, нели? Некого помалку, некого повеќе, така е. Ви благодарам и јас, особено благодарни ви се они на кои што овие информации како им се неопходни.